Започнува едно поинакво патување. Патување исполнето со слобода, радост и нови предизвици. Во велоучилиштето, секој завртен круг на педалите носи нова лекција, а секоја помината патека остава трага од самодоверба и успех. Таму се учи не само како да се вози велосипед, туку и како да се биде одговорен, внимателен и храбар. Со секое движење напред расте љубовта кон спортот, природата и активниот живот. Идејата почна негде 2014 пред 12 на години, како на дополнување на активностите на Екологик. Уствари тоа е како, ајде да речеме, теоретски мајка организација на велоучилишта. Бидејќи во Екологик имаме различни еколошки активности и поради мојата љубов, ајде пристрасно некако така излезе, љубов кон велосипедизмот, да имаме велоактивности. И почнавме со училишта што се во општина Центар неколку, во општина Карпош и привлековме многу интерес од страна на други училишта. Така да тоа некако прерасна понатаму во поголема активност, меѓутоа ништо официјално. Продолживме 2018 со официјално креирање на програма образовна велоучилишта на тема сообраќај, безбедност во сообраќај, рекреација, спорт и знаци сообраќајни, значи комплетно сеопфатна програма на тема велосипедизам за основни училишта. И во 2023 официјално си отворивме уште една организација која се вика велоучилиште, така да сега таа е посебен ентитет и работи само на тема на велосипедизам, пешачење, мобилност, одржлива мобилност и се поврзано со ова. Активност има многу. Главните неколку области се фокусирани околу образование на деца, на овие теми што ги спомнав, на наставници и на родители. Така да ние сето тоа го организираме со основни училишта и внатре во училиштата, меѓутоа и надвор низ населбите. Независно дали е тоа скопски населби или е населби низ Македонија. И во села и во градови функционира програмата, бидејќи од секогаш сме имале некоја идеја во Екологик и во велоучилишта да ги вклучуваме и дечињата од рурални средини, поради тоа што нели имаат помал пристап до разни типови на активности. Така да во поглед на тој дел, тоа се главни активности, поделени се нели нормално теоретски активности, практични активности, некои ги реализираме ние, некои ги реализираат велоинструктори што работат кај нас, а некои ги реализираат наставници кои поминале обуки специфични за одредени области поврзани со велосипедизмот. Тоа се најразлични нивоа, кај нас се поделени во 5 нивоа, 10 различни теми кои наставниците што работат со нас мора да ги поминат за да можат понатаму да реализираат одредени активности. Училишен ден во велоучилишта ги учиме и да возат, тие што не знаат да возат, бидејќи работиме од 1 до 9. Различни пристапи се во поглед на активностите, нели зависно од возраст и зависно од колку е спремно детето во моментот со тие моторички вештини. Нормално и која му е перцепцијата, бидејќи исто така со нас, освен теоретски и практични активности во училиштето, ние возиме со нив и надвор во околу училишната зона. Зошто? За децата да осознаат како е во Скопје да се вози или во друг град, бидејќи не секаде имаме на оние мали улички, не секаде имаме велосипедски патеки. Ајде да бидам поконкретен, никаде немаме велосипедски патеки. И убаво што го правиме прилогов тука во близина на град Скопје, така да може да го кажете и тоа. Со години наназад, а еве и сега градот не покажува интерес да направи патеки што првенствено ќе служат за најранливите категории. Во нашиот случај тоа се дечињата. Зошто? Затоа што сите тие мали улички, најчесто околу основните училишта, се окупирани од возила. Ние ги учиме во моментов за жал, ги учиме како да се снајдат во една таква небезбедна средина. Инаку кога се вози на патека, нормално ги учиме како се однесуваме кога имаме патека, нели? Да си ја држиме лентата, да имаме одредена брзина, да погледнуваме лево, десно, нели? Можеби некој има дали тротинет, дали пешак што е залутан и така натаму. Така да ги учиме на најразлични работи што нив ќе им подобрат некои, би рекол, животни вештини. Во поглед на сообраќајот и во поглед на рекреација и здрав живот. Кои се придобивките на велоучилишта и порака за крај до дечињата? Придобивките се баш тие, по независни деца на улиците или на патеките низ градот, меѓутоа и по свесни деца во поглед на здрави навики, здрави животни навики. По порака за крај би дал до две места, би дал до родителите да се опуштат малку повеќе со децата, иако градов е небезбеден, затоа сум свесен и не може со сила да ги тераме да ги пуштат дечињата да возат, меѓутоа да малку се опуштат и да работат повеќе со нив на оваа тема, зашто поопуштено дете од друга страна па
поубаво се однесува на улицата и нормално една порака до градски власти, не само во Скопје. Збориме низ цела Македонија, да малку повеќе посветат внимание на образование за безбедност во сообраќај. Велоучилиштето е место каде рамнотежата не се наоѓа само на велосипедот, туку и во животот, помеѓу играта и учењето, забавата и одговорноста, соништата и нивното остварување. На две тркала се раѓаат големи приказни, а секое дете станува дел од една прекрасна авантура што води кон нови хоризонти. На велосипед не учиме само да возиме, туку учиме да веруваме во себе, да гледаме напред и храбро да го следиме својот пат.